јасно име. Првата. Јас не сваќам што фали. Меѓутоа, кажав, во мојата дискусија да влеземе во реалност. Па почитувани колешки, дека вие дискутиравте, влезете во реалноста и видете во работењето на неговото предпријатие Комуналец. Не само да го фали. Значи не сакав по првиот дел дискусијата да вадам ниту фотографии, ниту да кажам се што нема сработено, меѓутоа рекли подсета. Излезете по градот. Не само кај Домот на културата и кај Тутунска банка. Прошетете малку општина Битола, ги опфаќају реалните средини. Селските населби кои што плаќаат ѓубретарина и јавна чистота и земје. Што таму е сработено? Посетете ги оние паркчињата каде што се сликавте. Во Срелиште, во Боримечка, горе кај Климент Охридски и уште некое друго каде што вие знаете каде што ги популаризирате. Влезете на влезот во Битола, одете тока, видите во Горно Рицари над фудбалскиот стадион како изгледа таму. Колкава убајна има. Уште убајни треба да ви набројувам. Тргнете на патот према Кременица и видите какви се дрвја таму, искастени, покосена трава. Тргнете на другиот излез од Битола према Охрид. Видете ги тие дрвјата суви кои што се 5 години викам да се сечат затоа што може да направат некој проблем. Тоа не го гледа. Успешноста на Комуналец. Тоа се само бројки. Знаеме сите. Значи, јас директор сум економист, знам. Бројките се така и така. Меѓутоа, ако 13 милиони денара јавно предпријатие Комуналец не добие од општината, не може само да обстане. Не може со овие средства што ги предвиди. Тоа е факт, директорот тука нека не демонтираат ме ако греши. И уште една работа што сакам да ја прашам на крајот, бидејќи тука е финансовиот службеник од јавно предпријатие Комуналец, имате 2 милиони 430 илјади денари регрес за годишен одмор за вработените. Дали овие средства се исплатени на вработените или не? Ви благодарам.